Првото прашање за гостинот, кој што ова утро е дел од Македонија на утро, беше дали го гледал документарниот филм. Одговорот треба да го видите за да го доживеете. Илија Цирвири, председателот на Македонската алпинистичка федерација, е гостин во Македонија на утро. Зборуваме на тема искачување на Монте Еверест, зборуваме на тема Димитар Илиевски Мурато и условите во кои што функционира македонскиот алпинизам и македонското планинарство воопшто. Добро утро. Добро утро. Добре ни дојдовте во студиото. Сте го гледале ли документарниот филм? Па, со оглед тоа што документарниот филм е прилично стар. А ја од мал сум некако во овие води, така да многу пати го имам гледан сигурно. Која е најголемата порака што ја испраќа овој филм? Зборуваме со филмски работник, со работник кој што се занимава со оваа професија. Да, значи овој филм сам по себе е предизвик секако да се снима, затоа што во условите во кои што се снима документарен филм за искачување на Еверест сами по себе се предизвикувачки. Меѓутоа, вредноста на филмот е тоа што документира едно искачување кое што ја заокружува една цела епоха во сега веќе историјата на македонскиот алпинизам. Затоа што Еверест сам по себе е искачувањето кое што е последица практично на прилично неколку успешни претходни искачувања кои што се и на Хималајите, и Хуаскаран, и во тогаш е НССР, значи пик комунизам врват Ленин, во Јужна Америка, така да практично тој ја сведочи една низа на методолошки пристап кој што подразбира како се стига до освојување на хималајски врвови на тој начин на кој што се искачува кој што е актуелен во тој период. 14 Peaks или 14 врвови е достигнувањето за кое што сонуваат сите планинари и алпинисти. Различно ли е планинар и алпинист? И што е разликата? Да, различно планинар и алпинист во голема мера, затоа што пред се подразбира тоа и техника на качување, затоа што генерално планинарството, има тука мала и разлика, планинарството кога се случува на Хималај, односно на вакви големи планини, тогаш го викаме високогорство, затоа што тогаш не го надминува на планинарство кое што многу често кај нас и се доживува во некоја рекреативна форма. Пешачење на вода. Лежарна форма, да, водно или било кој од други наши планини. Или без никакво подценување, меѓутоа кога овие наши планини, да речеме, не знаме, Шар планина, Титоворов, кога се тоа ќе се мултиплицира во форма на Хималај, тогаш веќе добива друга димензија и тогаш го надминува на типично планинарење, затоа што повторно има потреба од одредени аспекти и технички, кои што се на повисоко ниво, меѓутоа сосема различно од тоа што подразбира алпинизам, затоа што генерално сега свеже повторно кедев се качи на уште еден врв на Хималај. Начинот на кој што тоа се случува, подразбира дека тоа се случува во многу контролирани услови, во смисла тоа дека има големи експедицијски тимови каде што имаме шерпаси кои што поставуваат јажења, фиксираат јажења и сето тоа е прилично безбедно. Значи тоа селко би вулгаризирале, може да се сведе на кои да се постават пирамидите во Египет, за разлика од тоа што тие кои што ги истражувале пирамидите во Египет. Алпинизмот со својата суштина подразбира авантура, подразбира истражување. Значи подразбира истражување на себе си, истражување на некои нови граници кои што се и лични, меѓутоа и нели врвното е колективно во смисла на оваа дејност, овој спорт. Така да има голема разлика. Значи алпинизмот веќе на Хималај не е она како што изел порано, каде што има каде што веќе алпинистите со големи тимови, експедиции, па 20 кусур луѓе, па се поставува нели разни кампови, стига до горе, него веќе се качува во така наречен алпски стил, кој што подразбира нешто сосема различно. Го споменавме кардиологот и алпинист, сака да каже за себе, Сашко Кедев, кој утрото на Великден се искачи на Макалу 8485, петиот највисок планински врв на светот. Во неговата колекција се Монте Еверест 8848, К2, Далагири, Манаслу, Броуд Пик, Анапурна, Чојол и Нанга Парбат. Исклучително богата колекција. Како македонските алпинисти и високогорци стигнуваат до врвовите? Имаме повеќе, ќе кажеме, ентузијасти
бидејќи се сведува на ентузијазам, на лична желба и определба ова што го прават. Тука ќе мора да правиме разлика. Значи Сашко Кедев не е член на нашата федерација, Македонска алпинистичка федерација, он не е алпинист, он е високогорец. Така да неговите достигнувања подразбираат нешто сосема повторно, да, точно, лично сигурно сам стига до таму. Меѓутоа, ono што се однесува до нас како федерација, како ние стигнуваме до нашите врвови, односно до нашите цели, подразбира некаква стратегија која што имаме ние на ниво на федерација, затоа што ево 80-ти години, 89-та завршува тоа со Еверест, една епоха која што подразбира поддршка или на целиот југословенски спортски систем, развој и голема мера на овие други поразвиени алпинистички земји од нас, како што е Словенија, затоа што нашите алпинисти имале тогаш прилика и покрај нив да созреваат во едни сосема други услови. Меѓутоа, на сега што е актуелно е тоа дека наша цел е да се достигнат одредени врвови, односно одредени искачувања кои што се пред се на европско ниво, а нас ни фалат во наш. Ние имаме качено на Еверест, меѓутоа немаме качено нешто во Европа кое што подразбира на Алпи, кое што подразбира едно сериозно и мерило и подразбира зрелост за понатамошни посериозни искачувања. Например, во постојат 3 врвови во Европа кои што ја сочинуваат така наречена трилогија, кои што се исклучително тешки и значени за качување, и тоа се предизвик буквално за секој алпинист или било кој што малце посериозно се занимава. Тоа се северната страна на Матерхорн, северната страна на Ајгер и северната страна на Гран Жарас. Така да ние се уште за жал немаме искачување во ниеден од овие врвови и наша цел предизвик е тие да се качат во некое догледно време, кога ние ќе може комотно да излегуваме, да качуваме тежини од таков тип, после тоа ќе може да зборуваме за искачување кои што се на популарните 8000-арки, да, кои што се престиж во алпинизмот. Во суштина се престиж во алпинизмот, зашто овие 8000-арки веќе се заситени и се искачени сите оние насоки кои што се логични, возможни со овој развој на техника и на самите атлети, со луѓето како атлети. Она што химализмот сега подразбира, тоа се неискачени врвови, тоа е многу поголем предизвик, како што кажав и на почетокот. Без разлика која е височината? Тие се околу 7000 метри се генерално, се малце пониски, тоа е 14 највисоки, меѓутоа не секогаш апсолутната висина на врвот подразбира дека тоа е и најтежок. Например, Еверест е највисок врв, меѓутоа некомерцијален од сите. Најкомерцијален зашто највисок и непопуларен за качување, меѓутоа онаа страна која што се качува Еверест е релативно лесна. Например, има една северозападна страна на Еверест, која што е исклучително тешка и таа е качена само еднаш, кој исто така од југословенски тим е качена. Она што се однесува да е по други врвови, кои што се пониски, работата што тие се неистражени. Значи никој претходно не се качува горе. И тука е онаа суштина која што спомнав претходно, дека доаѓаат тимови од кои што се од малку луѓе, кои што сами си ја носат својата опрема, имаат многу мало логистика кој што е подразбирен 20 луѓе кои што се во кампот да припремат храна или нешто. И искачувањето на врвовите го прават исклучително тие тимови кои што се сочинети од 20, 3, 4 луѓе, не е ни битно колку се. Меѓутоа тие се заедно од моментот кога ќе решат дека ќе качуваат, од подножјето на планината до врвот се сами и се справуваат со куп предизвици кои што го одменуваат самото качување по себе, туку со се оно што подразбира некаква логистика, се качат догоре, се спуштат и така натака. Што е она што ги тера алпинистите да бидат различни, да бидат уникатни, да бидат единствени? Прво, како предизвик е поставен моментот на искачување на 14 врвови кои што се над 8000 метри познати на човештвото, нели? Потоа да се искачат од страна од која што никој не ги искачил. Потоа да се искачуваат врвови без разлика колку се високи и колку се недостапни, на кои што никој никогаш не бил. Што е она што ги тера алпинистите да бидат такви какви што се? Па, веројатно потребата за истражување. Отидеме на водно, на врв на водно, има под врвот има на Карпа, така да речем популарно болдер на водно, и многу често луѓе и сите ние користиме повеќе или помалку за тренинг. Да отидеме таму во еден убав сончев ден, како што беше викендов, сигурно ќе имаме куп луѓе кои што ќе се вртат околу него и дури и мали деца ќе почнат да качуваат по него. Или секогаш има мали деца, некој Карпа кој има некој куку да малецка сека да качат. Така да веројатно тука е суштината зашто ние го правиме тоа, затоа што имаме потреба да истражиме нешто различно, да направиме нешто различно пред се ставајќи се себе си во една таква позиција.
нели како што созрели, како што се расте, како што растат амбициите, тоа малце се менува и се менуваат и тежината на самите предизвици кои што има потреба да ги надминеме. Меѓутоа, во суштина мислам дека потребата е тоа надминување на себе си и некои лични граници кога станува збор за алпинизмот, затоа што ја надминува само на форма на физичка активност, односно на спорт. Туку малце секогаш можам. Да, тоа можам. Односно дали можам да поминам нешто, дали зашто имаме непотреба да влеземе у нешто потешко, нешто уставно кажам поризично, меѓутоа тој ризик секогаш, нели, колку што може е максимално пресметан, иако нели не е до крај, меѓутоа се трудиме да секогаш пресметан, тој ризик подразбира е резултатот на тоа испитување на себе си дали можам да направам нешто повеќе од тоа што го правам до сега. Како функционира Македонската алпинистичка федерација во однос на условите што ги има за квалитетен и соодветен, ќе кажеме соодветен, затоа што тука се потребни подготовки, опрема, часови, тренинзи и многу денови поминати на разни локации, во однос на условите на развој на овој многу повеќе од спорт е ова, меѓутоа ќе го квалификуваме во таа квалификација ќе го ставиме на спорт. Да, во таа може комодно го квалификуваме како спорт, затоа што во рамки на она што подразбира некаква структура, тој се води како спорт и ние како таква федерација имаме одредена поддршка од Агенција за млади спорт. Меѓутоа, за жал, со таа поддршка ние не може да функционираме во смисла тоа дека ние може да организираме разноразни подготовки кои што ќе траат долго време. Генерално тие средства ги користиме, се насочени кон обука на нов кадар и се насочени кон така наречени излегувања на акции кои што ги правиме, се трудиме ги правиме што е можно повеќе почесто надвор од Македонија со цел да стигнеме до ова реализирање некоја да речеме стратегија за следниве неколку години. Генерално базирана на многу ентузијазам и на многу желба и љубов и верба во тоа што го правиме во смисла на институционалност. Така да сите ние кои што федерацијата се сочината од 7, односно 8 клубови и практично си по 20 члена тие клуби го формираат тој управен одбор и ние генерално во тој управен одбор функционираме, го превземаме целата организација на федерација. Исто така има практично од секој клуб има по 1 до 20, зависи колку има напред инструктори, кои што да се стигне до инструктор подразбира еден одреден процес кој што неминовно е барем 5-6 години, затоа што потреба да се созрее за да може да се едукација и искуство да се стекне, да. И да едукација и искуство за може да се обучуваат нови луѓе и генерално инструкторите работат волонтерски, баш заради тоа што е таков начин на кој што функционира. Тоа не секогаш е. Колку сме далеку од високо организирани земји на овој план? Па во смисла организација не се нешто специјално далеку, затоа што генерално алпинизмот во свет многу ретко организиран на ваков систем како кај нас. Тоа ако има систем практично ние го превзимаме генерално од претходните искуства кои што ги имаме, тие се неминовно врзани со тоа како го организиран спортот кога се формира, кога почнува алпинизмот да се на некакво институционално ниво да функционира. Во голем број земји алпинизмот не функционира како нас во систем на клубови, туку функционира многу по да речеме отворено, затоа што немаат они клубови, него имаат едно тело како наша федерација која што сите се членови таму и обуката практично кај нас обуките ги прават до одредено ниво ги прават клубовите, над тоа ниво ги презема федерација. Во голем дел од светот тие обуки федерациите ги прават во форма на конкурси кои што се еднаш два пати, три пати, не знам, не е ни битно колку пати во годината и целата друга останата едукација и структура на самите членови е помеѓу нив, а кај нас се функционира во форма на клубови. Така да тешко или лесно анимираме младина на оваа тема? Па се потешко затоа што некогаш младината се повеќе се навикнува на инстант култура, инстант вредности, а за жал не може се инстант да се добие во алпинизам. Да се дотидеме на матка или демиркапи, да закачиме јажа на 20-30 метра од земја,
е супер атрактивно и е супер интересно за првиот пат кога ќе дојде да се качува, меѓутоа тоа не подразбира алпинизам. Алпинизам подразбира нешто сосема друго, кое што, за жал, подразбира и многу време, вложување, жртвување на слободното време, да се стигне до одредени резултати кои што таа иста култура во која што живееме денеска некако е во дисонанца со тоа и потешко се немира. Сега веќе во клубовите младите членови подразбираат луѓе кои што имаат околу 30-40 години. Ако порано подразбираат средношколци, тоа порано беа младите, беа средношколци, се некако младите ни пораснаа малку. Старосната граница на младоста кај вас и во оваа сфера е поместена малку нагоре. Колку одбележувањето на ваквите датуми како овој може да придонесе за поттик и за развој на овој спорт во Македонија? Да, утре, значи 11 и 12 мај, ние традиционално првиот викенд после 10 мај организираме алпинистички собир, кој што се вика алпинистички великани. Значи тоа е во чест покрај искачувањето на мурато на Еверест и на сите останати алпинисти кои што биле дел од тие експедиции и на тие кои што не биле, меѓутоа селе значаен белег во развојот на македонскиот алпинизам. И заради да нема именување еден друг, затоа за сите тие во нивна чест организира тој собир кој што е од отворен карактер. Тоа значи дека секој некој што е заинтересиран да види, да проба, да дознае било што за алпинизмот, може слободно дојде на матка, таму сме ние, ќе не сретне и ќе може да проба, да праша, да види се што оно што го интересира. И низ годините наназад, секогаш кога сме организирале ваквите собири, секогаш имало и интерес и од јавноста и секогаш после тоа имало барем одреден број од нив кои што ќе се зашли во некој од клубовите и ќе почне некаков процес. И последното прашање од ова гостување поврзано повторно со Монте Еверест, со Мурато, со линкот кој што ќе го видиме од Битола, со Јонче заедно. Александра Максимовска има разговор со него. Знаат ли луѓето што доаѓаат на матка за Мурато и за оние другите планинари, високогорци и алпинисти, знаат ли што значи еве конкретно ова достигнување? Свесни ли се што значи во тоа време, во тие услови да се искачиш на Монте Еверест? Па имаше еден период каде што потешко се стигаше до информации и имаше повеќе простор за манипулација. Сега веќе кога работите се многу појасни затоа што информациите се многу подостапни. Луѓето веќе прават некаква разлика меѓу тоа што подразбира искачувањето на Мурато, а што подразбира сите оние искачувања наши македонци кои што се качиле на Еверест, на нас, затоа што искачувањето на Мурато е алпинистичко во смисла дека начинот на кој што се качува тогаш се уште е актуелен и сами алпинисти прават се оно што е потребно за поставување на јажиња и целиот прогрес во качување, обезбедување на таа насока и прогресот до самиот врв го прават алпинисти. Оно што е најбитно за нас е дека тоа го прави македонска експедиција таму, а не македонци како дел од некоја друга југословенска експедиција, како што било и во многу наврати претходно. А за разлика од сите останати кои се качиле, тоа го прават исклучиво туристички и веќе има разлика што значи тоа туристички, односно како што се качува например Кедев, каде што е дел од некаква туристичка програма која што ги носи луѓе до одреден врв и ги спушта, с разлика од него каде што го направиле луѓе алпинисти сами со своји можности и со своји знаења и вештини. Така да, се повеќе и повеќе се прави дистинкција помеѓу едното и другото и луѓето стануваат за среќа свесни дека што е алпинизам, што е ова високогорство, што е овој туризам сега денеска кој што подразбира експлоатација на тие 8000 врвови. 70 на минути некаде се задржавме, ако е добра мојата евиденција. Има уште многу да се разговара на оваа тема, може би ќе посветиме некоја емисија или Цирвили, председателот на Македонската алпинистичка федерација, ова утро гостин во Македонија на утро. 10 мај, голем датум за македонските алпинисти, високогорци и планинари. Разговаравме за условите во кои екзистира овој спорт кај нас. Благодариме за издвоените минути. Фала ви на вас.